Evanđelje spored Luka, glava 8. Потоа Исус ги обиколуваше градовите и селата, проповедајќи го Евангелието за Божјото царство. А со него беа и 12 ученици и некои жени кои беа ослободени од зли духови и болести. Тоа беа Марија, наречена Магдалена, од која беа излегле 7 демони, Јоана, жената на Иродовиот управител Хус, Сузана и многу други кои им помагаа со своите имоти. А кога се собра многу народ и кога почна да доаѓаат луѓе од сите градови кај него, тој им ја кажа оваа споредба. Излезе сеаш да сее свое семе. И кога сееше, едно зрно падна покрај патот, го изгазија и небесните птици го исколваа. А друго пак зрно падна на каменесто место и што ми никна, тоа брзо се исуши, зашто немаше влага. Друго падна меѓу трње и изрсна трњето и го задушија, а друго падна на добра земја и изникна и донесе 100-кратен плод. И откако го рече ова, извика: кој има уши да слуша, нека слуша. А неговите ученици го прашаа и рекоа: какво значење има оваа споредба? Тој им рече: вам ви е дадено да ги знаете тајните на Божјото царство, а на другите им се проповеда преку споредби, така што, кога гледаат да не видат и кога слушаат да не разберат. А еве што значи споредбата. Семето е Божјиот збор. Посеаното покрај патот, тоа се оние кои слушаат, но веднаш доаѓа ѓаволот и им го одзема зборот од нивните срца, да не би некако да поверуваат и да се спасат. А на камен пак се оние кои, кога ќе го слушнат, со радост го примаат зборот, но и тие, немајќи корен, привремено веруваат и штом ќе дојдат периоди на искушенија, се откажуваат. А она што падна меѓу трњето, тоа се оние кои добро слушале, но штом ќе си заменат, грижите, богатството и уживањето од овој свет го задушуваат и не донесуваат зрел плод. А она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го слушнат Божјиот збор, го чуваат во честно и добро срце и донесуваат плод што останува. И ниеден кој ќе запали светилка, не ја поклопува под сад, ниту ја става под кревет, туку ја наместува на светилник, за да им свети на оние што влегуваат. Зашто нема нешто што е тајно, а да не биде откриено, или нешто што е скриено, а да не се разбере и излезе на светлина. И затоа, внимавајте како слушате, зашто кој има ќе му се даде, а кој нема ќе му се одземе она што мисли дека го има. И дојдоа кај него мајка му и неговите браќа, но поради народот не може да дојдат до него. И некој му јави и рече: мајка ти и твоите браќа стојат надвор и сакаат да те видат. А тој им одговори и рече: мојата мајка и моите браќа, тоа се оние кои го слушаат Божјиот збор и го исполнуваат. А еден ден тој влезе во кораб со своите ученици и им рече: да преминеме на другата страна од езерото. И испловија. А тој за време на пловењето заспа. И тогаш над езерото се појави силна бура и коработ се полнеше со вода и се најдоа во опасност. Тие дојдоа, го разбудија и му рекоа: учителе, учителе, загинуваме. А тој се разбуди, па откако им заповеда на ветрот и на разбрануваната вода, тие се смирија и настана тишина. И им рече: каде ви е верата? А тие уште исплашени од чудото се чудеа и си рекоа еден на друг: кој е овој што им заповеда на ветровите и на водата и тие му се покоруваат? И одвеслаа до Гадаринскиот крај, спроти Галилеја. И откако излезе на копното, го сретна еден човек од градот кој беше обседнат од демони и долго време не облекуваше облека, ниту живееше во домот, туку во гробиштата. И кога го виде Исус, извика, падна пред него и со силен глас му рече: што имаш ти со мене, Исусе, син на Севишниот Бог? Ти се молам, немој да ме измачуваш. Зашто му беше заповедал на нечистиот дух да излезе од човекот, зашто долго време беше обседнат од него, така што го врзуваа со вериги,
Беше во окови и го чуваа, но тој ги кршеше оковите и демонот го гонеше во пусти места. Исус го праша и му рече, како ти е името? А тој рече Легија, зашто многу демони имаше во него. И го молеа да не им наредува да се вратат во бездната. А таму, по ридот пасеше големо крдо свињи. И демоните го молеа да им дозволи да влезат во свињите. И тој им дозволи. И откако излегоа, демоните од човекот влегоа во свињите и крдото јурна низ стрмнината во езерото и се удави. А кога луѓето кои ги пасеа свињите, видоа што се случи, избегаа и раскажаа за тоа во градот и низ селата. И луѓето излегоа да видат што се случи. И дојдоа кај Исус и го најдоа човекот од кого излегоа демоните, како седи до нозете на Исус, облечен и со здрав разум. И страв ги опфати сите. А тие кои што го видоа тоа, им раскажаа како беше излечен обседнатиот од демони. И сето мноштво од гадаринската околина го замоли да си замине од нив, зашто ги опфати голем страв. А тој влезе во коработ и се врати. А човекот, од кого беа излегле демоните, го молеше да остане со него. Но Исус го отпушти и му рече, врати се во својот дом и раскажи што ти направи Бог. И си отиде и раскажуваше по целиот град што му направи Исус. А кога се врати Исус, народот го прими, зашто сите со радост го очекуваа. И ете, дојде еден човек по име Јаир, тој беше управител на синагогата. Падна пред нозете на Исус и го молеше да влезе во неговиот дом, зашто имаше ќерка единица на околу 12 години, и таа беше на умирање. И кога одеше, народот го притискаше. И ете една жена која страдаше 12 години од крвавење и која го беше потрошила сиот свој имот по лекари, а ниеден не можеше да ја излечи, таа му се доближе одзади, се допре до крајчето од неговата облека и во истиот час и престана низиното крвавење. А Исус ја рече, кој се допре до мене? А бидејќи сите одрекуваа, му рече Петар и оние што беа со него, учителе, народот те турка и притиска, а ти прашуваш кој се допре до мене? Но Исус рече, некој се допре до мене, зашто осетив како излезе сила од мене. А кога жената виде дека не може да се сокрие, дојде растреперена, падна пред него и кажа пред сиот народ која е причината што се допрела до него и како во тој миг оздравела. А тој рече, ќерко, биди храбра, твојата вера те излечи, оди во мир. Додека тој уште зборуваше, дојде некој од куќата на управителот на синагогата и рече, ќерка ти умре, не мачи го учителот. Но Исус, кога го слушна тоа, му рече, не плаши се, само верувај и ќе се спаси. И кога дојде во куќата, никому не му допушти да влезе, туку само на Петар, Јован и Јаков и на родителите на девојчето. Сите плачеа и го оплакуваа девојчето, а тој им рече, не плачете, зашто тоа не е умрено, туку спие, и му се подсмеваа, зашто знае дека е умрено. Тој ги истера сите надвор, го фати девојчето за рака и рече, девојче, стани! И се врати незиниот дух и таа веднаш стана. И тој им нареди да ја дадат да јаде. Незините родители се чудеа, а тој им заповеда да не кажуваат никому за тоа што се случи.